Оваа недела гледачите на Канал 5 со своите готвачки вештини ги освои Анита Мицевска од групата Молика. Но освен што таа добро знае да приготвува различни кулинарски специјалитети, исто така ја покажа и својата хуманост. Именно освоените средства во рамките на емисијата на Канал 5 таа ги донира во домот за доенчиња и мали деца во Бидола. Но за да биде радоста уште поголема, Анита одлучи да се подготват новогодишни пакетчиња за децата тука во домот за доенчиња и мали деца во Бидола. Сега разговараме со Анита, таа ќе ни каже еве какво искуство е Анита ова за тебе и како одлучи средствата кои што ги освои да бидат замирани токму тука и освен тоа нели на таа сума вие имате и ваша донација, бидејќи тие средства не беа доволни за да се направат новогодишни пакетчиња за сите дечиња тука во домот за доенчиња. Така, прво да ве поздравам вас, сите гледачи на Канал 5 телевизија. Нормално, значи, еве да подсетам, пред една недела, значи, имаше готвење кај мене дома. Јас се одлучив да направам два специјалитети кои беа, значи, главно јадење канелуни и десерт трилече, па ете, благодарност до нашите гледачи на Канал 5 телевизија, бидејќи благодарение на нив со нивните гласови јас победив, ете да кажам, прво место. Така да одлучивме ние заедно со групата Молика тие средства, тие 18.000 денари да бидат донирани тука во домот за доенчиња. И нормално, бидејќи имаме многу дечиња, околу 70 дечиња се, така да тие средства не беа доволни за да се донират, да се направат тие 70 пакетчиња, па така да одлучивме да ги дуплираме таа сума и да ги направиме тие пакетчиња, затоа што дечињата се радуваат со пакетчиња, нормално тие не разбираат пари да им дадеме, така да тоа беше одлуката наша и еве не тука во домот за доенчиња, нормално не за прв пат, значи сме донирале и друг пат. Јас токму тоа сакав да те прашам, кога дојдовме тука и кога вие ги дониравте пакетчињата, јас видов една многу атмосфера меѓу вас, членовите на групата Молика и дечињата. Вие се дружите со нив, како да не сте прв пат тука, веќе ги знаете и нивните имиња, се гушкавте, нели се радуваа на чоколадата. Кажи ми какви беа вашите претходни комуникации со домот и дали тоа беше пресудно за сега и оваа донација да ја насочите токму тука? Па еве со директорката Наташа се знаеме веќе одамна. Не знам колку се запознати гледачите, директорката ми беше професорка во средно училиште. Така да ете, не знам, бидејќи еве 70 дечиња се во прашање, кои се без родители, нормално посебно не трогнаа, еве да кажам, и не знам како да кажам што беше пресудно. Едноставно еве хумани сме секогаш и гледаме да им помогнеме. Мислам дека им е најпотребна помош. Така, Анита со ова покажа дека битолчанки се и добри готвачки? Па ете, за мене можам да кажам и гледачите кажуваат, значи со нивното гласање дека сме добри готвачки, да. Така. Јас ти благодарам на разговорот, а сега ќе поразговараме и со директорката на Домот за доенчиња Наташа Младеновска-Лазаревска. Кажете ми, еве денеска, како што веќе рековме, видовме една навистина емотивна атмосфера тука во домот, дечињата навистина се радуваат на донациите. Што ова за нив значи? Значи многу. Во вистинска смисла на зборот многу, од причина што овие дечиња имаат и право, но ја чувствуваат и потребата да ги доживеат сите оние моменти на задоволство, на среќа, што ги доживуваат и дечињата кои што живеат во нивните биолошки семејства. Иницијативата која што потекна од Анита и групата Молика и која што не е нели прва како таква ме израдува. Уште кога се слушнавме пред неколку дена, кажав дека на вистинско место и со вистинска желба ги насочува средствата добиени со наградата нели во емисијата за готвење на Канал 5. И уште повеќе што ја познавам лично, не само како одличен уметник, туку и како голем хуманист. Уште пред неколку години кога започна нашата соработка на планот на хуманитарни активности,